студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Предлогот за разрешување е веќе во рацете на обвинителот Коцевски, ама тој не препознава причини зашто треба да замине од функцијата државен јавен обвинител. Работел законски, па немало основа да одговара за тешка дисциплинска повреда. Своето мислење наскоро ќе го испрати до Советот на јавни обвинители. Коцевски е зачуден и од кривичната пријава за злоупотреба на службената положба, што против него и други тројца обвинители ја поднесе суспендираниот виш обвинител Хајрулахи. Во текот на вчерашниот ден доставен ми беше предлогот од страна на Советот на јавни обвинители и во еден разумен рок ќе се произнесем по сите точки. Останувам на тоа дека од она што имав можност да го разгледам, дека во предлогот нема ни еден основ за утврдување на тешка дисциплинска повреда. До сега навистина чудна кривична пријава, барем ако е тоа содржината, дека наводно сите тројца обвинители се теретат за некакво соизвршителство, затоа што јавниот обвинител во Штип постапувал по предмет, односно за кривично дело по член 143 за кое што е запретена казна, за кое што е нужно да се води истрага. Тоа не може во никој случај да биде никаков основ за кривична одговорност. Иако најавена, одбраната на Љупчо Палевски не можеше да ја најде снимката алиби дека не ги извршил убиствата на Вања и Панча. На денешното рочиште судијата не прифати 20 на докази на Палчо, бидејќи веќе биле изведени. Одбраната на Палевски денеска не можеше да ја најде снимката која требаше да му биде алиби, дека кога другите обвинети за убиството на Панче и Вања го подготвувале убиството на Панче Жежовски во Велес, тој бил во Скопје. Плюс нема ниту софтвер за да може снимката да биде прочитана. Судијата Ивица Стефановски не прифати 20 на докази на Палевски бидејќи веќе биле изведени, пошто Палевски побари изземање на судијата од предметот. Тој тврди дека судијата не му овозможил фер одбрана, бил пристрасен и спречил да се бара оружјето со кое се извршени убиствата. Затоа го барам ова изземање на судија кој крие оружје бидејќи не му одговара на однапред донесената присуда, која е донесена на 5.12.2023 година од обвинителот Гаврил Пубевски и поранишниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски. Доживотната робија ниту ме плаши, ниту влијае на мене. Доказите кои судијата не сака да ги дозволи, не ги прочитал, а камоли да ги цени. Не треба докази кои се во корист на одбраната, бидејќи пресудата е веќе донесена, изјави на денешното рочиште Палчо. Одбраната на Палевски побара чаурата која била пронајдена покрај телото на Панче Жежовски од калибар 9 мм да биде донесена во судот како физички доказ и да се спореди со базата на податоци на МВР. Побара и дополнително вештачење за чаурата, а вештакот да дојде во суд. Не можам да тврдам дали е од пиштолот на Боре Видевски, меѓутоа кога веќе ме прашавте, не може да еден ден после убиството да најдете оружје кај луѓе што ги обвинувате, истото да го депонирате во депо во Велес, да го чуваат и да донесете во управна постапка одземање на оружјето, а при тоа оружје да не биде вештачено дали е со тоа пукано или не, пошто го поседуваат осомничени кои ги сомничат во тој период за убиство. Од следното рочиште обвинетите за двојното убиство ќе започнат да ги даваат своите искази, а прв кој ќе треба да каже што се случувало на кобните денови ќе биде обвинетиот Велибор Манев. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Јока компанија од Албанија го добила тендер за стопанисување со паркингот во клиничкиот центар, со што цената на паркингот би поскапела за 20 денари на час, а предвидено е фирмата да изгради и 2 монтажни гаражи. За министерот 50 денари на час не е висока цена, но Таравари вели ако не и се допаѓа ова на јавноста нема да го подпише договорот. Сепак за да помине тендерот мора и одлука на влада, а таква не е донесена, вели премиерот. Државата ќе зема 1% годишно од профитот на компанијата, што беше причина и за реакција на опозицијата. Цените се 50 денари, во Рамсторе 60 денари, паркинг заедничен. Добро, за Нова Македонија, видите, и тука имавме паркирање на автомобили кои што го оставаат тука и после излегуваа во град. 50 денари, ја мислам дека е пристојна цена во територијата. Нова Македонија, пред Нова Македонија е 40 денари за граѓани, така да 50 денари не е цена која што е многу висока.
Не е потпишано. Ако слушам од јавноста дека не им се допаѓа, тука сум и да не го потпишам. Нова влада работи поинаку од принципот како до сега, односно одлуките кои што ги носи оваа влада се исклучиво во интерес на граѓаните. И нема да биде поинаку. Договорено е само 1% профит за државата е крајно сумнително и отвара сомнежи за корупција. СДСМ бара министерот Таравари да одговори колков е неговиот личен интерес во ова, изразен во проценти. Невработеноста падна на најниско ниво во историјата на независна Македонија. Сепак далеку сме над европскиот просек од 6%. Што се причините, во живо го прашувам Мартин Арсов. Така е, Тино, невработеноста падна на најниско ниво досега. Според информациите од Државниот завод за статистика, ланската година сме ја завршиле со стапка на невработеност од 11,9%. Иако овие бројки се далеку од европскиот просек од околу 6%, Министерката за финансии е задоволна, особено од фактот што вработеноста бележи зголемување. Сите информации ги има во прилогот. Паѓа невработеност. Државна статистика пресмета дека стапката на невработеност се намалила за нешто над 1% за една година и на крајот од 2024 изнесувала 11,9%. Според податоците, во Македонија има над 700.000 вработени и околу 95.000 невработени. Министерката за финансии е задоволна. Историски најниско ниво, забележувајќи пат од 0,4% поени во однос на претходниот квартал и 0,7% поени намалување во однос на 2023 година. Истовремено расте вработеноста и изнесува 46,2%. Тоа се податоци дека се реализирани над 13.067 нови вработувања во четвртиот квартал во однос на четвртиот квартал од 2023 година. Според бројките се уште сме далеко од европските стандарди, каде стапката на невработеност се движи во просек околу 6%. Познавачите пак велат дека падот на невработеноста се должи на иселувањето на млади луѓе кои заминале да работат во странство. Најголем одлив имало во градежништвото, гостителството и текстилната индустрија. Она што ние постојано го гледаме како представници на работниците на терен е дека состојбата е од ден во ден се полоша за работниците, особено во приватниот сектор, и голем дел од нив се веќе на мисла да заминат во летниот период надвор од државата на сезонска работа, имајќи во предвид дека за 5 до 6 месеци сезонска работа обезбедуваат средства како би ги поминале зимските месеци тука, а во зима знаеме дека во Македонија има работодавачи кои што сметат се уште дека работниците се мечки и хибернираат, па се случува 2 до 3 месеци и да не земат плата. Иако статистички има се помалку невработени, фирмите повеќе од кога било се соочуваат со недостиг на квалификувани кадри. Последниот попис покажа дека земјава ја губи младата работна сила. Меѓу двата пописа, односно од 2002 до 2021, бројот на работоспособно население паднал за над 12%, а во исто време бројот на старо население над 65 години се зголемил за над 17%. Мартина, кога била невработеноста највисока? Тино, според податоците од веб страната на Државниот завод за статистика, најголема стапка на невработеност е забележана во првите месеци од 2012 година. Тогаш статистичарите измериле стапка на невработеност од 31,6%. Мартин Арсов во живо за падот на невработеноста и причините за тоа. Иако членството во ЕУ е стратешка цел, Македонија ќе се држи до стратешкиот партнер САД, вели премиерот. Извори од МНР велат дека од поголемиот дел од европските земји добиле препорака спорот со Бугарија да се реши со посредство на Вашингтон. Во СДСМ сметаат дека владата не знае што понатаму со европските интеграции. Ке се држиме до политиките на стратешкиот партнер, но членството во Европската Унија останува наша прва стратешка цел. Колку Америка ќе ни помогне на овој пат, премиерот денеска не сакаше да предпоставува. Можеби тоа прашање треба ним да им го упатите. Дека јас секоја прилика ја користам каде и да одам, да побарам поддршка и да ги презентирам нашите аргументи, тука да немате никаква дилема. Наша стратешка цел е полноправно членство во Европската Унија. Но исто така, наш стратешки партнер се Соединетите Американски држави.
Извори од македонското МНР за Сител велат дека од поголемиот дел од европските земји добиле препорака спорот со Бугарија да се реши со посредство на САД. Од МНР додаваат дека интензивно се работи на промоција на уставните измени со одложено дејство, но повеќе детали за тоа како да се убеди Бугарија да ги деблокира преговорите, како што велат во интерес на процесот нема да откриваат. Оттаму додаваат дека Македонија ќе следи политиката на стратешкиот партнер за кој се убедени дека има интерес земјава да стане дел од европското семејство. Во СДСМ сметаат дека владата не знае што понатаму со европските интеграции. Оваа влада нема никаков став за што понатаму со европските интеграции на Република Северна Македонија. И тоа го видовме од нивното однесување до сега. Од СДСМ и натаму бараат собраниска седница на која владата ќе ги презентира своите планови за деблокада на преговорите. Македонските интеграции се заглавени од како претходната влада вети уставни измени, но не успеа за нив да обезбеди мнозинство во собранието. Александар Спасовски, Сител телевизија. Иако не постојат ненадминливи бариери за жените кои се двигател на општеството, потребно е поголема борба и заложби за целосно да прекине родовото насилство. Во собранието се одржа седница посветена на Меѓународниот ден на жената, која пратеничките на СДСМ ја напуштија. Не е доволно да се фалиме дека сме предвиделе кривично дело фемицид. Кога јавните обвинители покренуваат обвинение за друго полесно дело, а судиите ја бираат најлесната казна. Треба да ја прецизираме одговорноста на сторителите, да не посегаме по преквалификација. На тепаните, на злоставуваните, на повредените и преживеаните жени не им треба само нашата емпатија, им треба нашата духовна и социјална поддршка за солниште. Но да се зборува за родовата еднаквост, за заложби и достигнувања, додека само пред неколку дена од собранијската говорница беше изречена тешка навреда и дискриминација кон жените, е крајно лицемерно и срамно. Министерката за финансии Гордана Кочовска со своите навредливи и понижувачки зборови покажа крајно непочитување кон жените. Апелира и повикува на разум и достоинствено однесување до сите вклучени во политиката. Оваа говорница трпи се, а понекогаш, за жал, знае да го извади и најлошото од нас. Но почитувани жени, мајки, ќерки, почитувани дами, да се сакаме и да се почитуваме самите себе, за да не сакаат и почитуваат другите. Среќен 8 март. Едносменска настава е воведена во основното училиште Димитар Поп Георгиев во Ѓорче Петров. Проектот на ниво на држава кој го најави министерката за да се реализира докрај во сите основни училишта ќе бидат потребни уште 8 милиони евра. Вишокот наставници ќе се прераспределат во најблиските соседни училишта. Едносменска настава е воведена во училиштето Димитар Поп Георгиев во Ѓорче Петров. Проектот кој го најави министерката за да се реализира докрај во сите основни училишта ќе бидат потребни уште 8 милиони евра. Придобивките од едното сменско работење се големи. Прво, подолгиот престој на учениците во училиштата, истекнување поквалитетно знаење, заштита на огромни трошоци кои ги има општината за одржување на училиштата. Да се спроведе овој проект, едносменско работење во училиштата, потребна е доградба на околу 300 училишта, училници се извинувам и 70 санитарни јазди, што би чинело околу 8 милиони евра. За наставниците да не останат без работа, онаму каде што со едносменската настава ќе се појави вишок на кадар, ќе бидат прераспределени во други училишта во најблиската околина. Дистрибуцијата на наставници во училиштата во Македонија е неравномерна и во некои училишта постојат паралелки од по 12, 10, 15 деца и повеќе такви паралелки за да се сачуваат работните места на наставници кои што во овој момент би биле вишок ако се спојат паралелките. До сега едносменска настава се одвива во 150 училишта во Македонија. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Последните вести се во 23 часот, до тогаш останете со програмата на Сител. Пријатно.